Што треба да слушнете сега во овој момент? Високата свештеница ви најавува некоја енергија која што доаѓа во ваша енергетска вредност. Ова ќе биде порака од високата свештеница која што е во енергија на интуиција, но и во притаеност, енергија која што доаѓа на кај вас во случка настан или пак во ваша енергија да се справите со оваа енергетска вредност. Ајде да видиме која порака ја крие високата свештеница, која што денеска ќе треба да ви ја принесе уналунтарот. Енергија да спознаете и дознаете за некоја вистина или пак во ваша енергија ќе се случи некоја случка настан кој што надоаѓа до вас. Што треба да слушнете од високата свештеница денеска? Ајде да видиме што сака да ви принесе високата свештеница. Што треба да слушнете сега во оваа енергија, во овој момент? Ако во изминатиот период сте имале енергија која што била во ставање под контрола, енергетска вредност, дали била љубовна или пак работна енергија, или пак ова е енергија на животно енергетско ниво со некоја персона која што е во енергија на девица, земјен знак, енергија на близнак, вага, водолија, или пак шкорпионска енергија, знаете дека оваа енергетска вредност вие сте ја затвориле, но сте направиле една огромна промена, транзициона промена, која што сте влегле во енергија на некомуникација, повлекување сами во себе, издигнување на едно енергетско ниво, една трансцендентална енергетска вредност, каде што и работите на сами себе, го искренувате вашето енергетско ниво и заселувате некоја повреда која што се случила во ваша енергетска вредност. Оваа повреда е во енергија на моментални случувања со оваа персона или пак оваа персона ве повредува вас, која што сега оваа енергетска вредност ќе се трансформира во пажот на куповите. Една енергија која што дава утеха, една романтична енергетска вредност, каде што по повод ова поврзување или пак решавање на овој проблем во ваша енергија доаѓаат два мача, каде што и ќе треба да се решите во некоја одлука по повод ова случување кое што сте го имале во претходниот период, да знаете и спознаете дека нешто што не гледате е во енергијата, нешто што треба да го слушнете сега е во енергија што не го гледате и да не можете да донесете одлука по повод персона која што доаѓа во ваша енергетска вредност или пак оваа персона која што е било понудено од ваша страна една нежна енергетска вредност, пажот на куповите е романтична енергија која што со наклоност доаѓа кај вас или пак вие сте ја дале оваа наклоност према оваа персона не гледа разрешување се уште на некоја енергетска вредност која што ќе треба да се случи во најскоро време, но оваа персона е комплетно во затворена енергетска вредност. Ова е кралот на мачевите, каде што и премногу размислува, премногу дава акцент на размислување во рационалност, но кога еднашка ќе пресече за секогаш. Што друго треба да послушате во оваа енергетска вредност? Ајде да видиме што сака да ви каже високата свештеница, да разјасниме случка настан кој што е во ваша енергија.
комуникација со персона која што е во земјен или пак воздушен знак, но има доминација во ваша енергија. Ајде да видиме и што друго, како ќе се трансформираат енергиите. 7 пентакли, кочија, асот на куповите, енергија 9 штапови во обратен смер, емпрес. Оваа персона која што ќе дојде во ваша енергија да расчисти случка настан кој што ќе биде во енергетска вредност, каде што и сте биле во енергија, тоа што не го гледате во моментов како персона, како личност која што не ја гледате, не го гледате исходот на оваа ситуација, е 10 штапови енергија, каде што и носите огромен терет по повод оваа енергетска вредност, да знаете и сознаете енергија, да имате можност 7 пентакли, плодовите каде што сте ги насадиле во оваа трансцендентална енергетска вредност, сепак ќе дојдат до ваша енергија. Да знаете и дознаете дека оваа персона сега е во енергетска вредност да прави одлука помеѓу две нешта, а тоа ќе биде во енергија дали да се врати, дали да ви пристапи со емотивност кон вас, или пак да ви пристапи како пријател, енергија или пријателка. Значи, јас ќе пренесувам оваа порака во моја енергетска вредност, а вие машки само земете во ваша енергија, во ваш род, во обрнат смер. Оваа персона, вие сакате комплетна љубов, енергија каде што и се ќе оди подмачкано, но оваа персона е во два мача, каде што и ќе треба да се одлучи да даде смер разрешување на оваа енергетска вредност. Енергија да нема повеќе тестови од универзумот и нема повеќе енергија на застанување, нема повеќе енергија на мешање на други луѓе околу вашата енергетска вредност. Оваа персона ве доживува како една огромна царица, каде што и ќе се одлучи во ваша енергија, а тоа е дека ќе пристапи комплетно со искрена љубов, да ви пристапи да го решите проблемот во врска со ваша енергетска вредност, доколку е љубовна енергија, оваа персона доаѓа со понуда за љубов, искрена љубов, каде што и ќе се отвори према вас, а за други пак од вас ќе биде енергетска вредност, каде што оваа персона, доколку е работна енергија, да било случување кој што не е доволно за вас, да оваа персона ве повредила во изминатиот период, да не сте можеле да решите некој проблем кој што сте го имале во ваша работна енергетска вредност, да е ваш соработник или пак пријател кој што ви се мешал во работата, знаете дека оваа персона ќе дојде со извинување до вас и ќе ви понуди едно пријателство кое што нема повеќе да потфрли на персони кои што ве тестирале за ваша енергетска вредност. Знаете дека вие се наоѓате во една енергија која што вели емпрес, царица, која што е на земјина енергетска вредност, но и е во енергија на духовна енергетска вредност. Оваа персона ве доживува како духовна енергија, оваа персона ќе се одважи до вас, доаѓа до вас и знаете и спознајте дека ќе биде решен проблемот за кратко време, доколку било во енергија на расправање, на енергија која што вас ве понижила или пак ве ставила во една дисфокусна енергетска вредност. Совет за вас, драги мои, од високата свештиница и енергија. Вратете се во внатрешноста, во својот дом. Оваа персона доаѓа во својот дом, се враќа во ваша енергетска вредност, каде што и се осеќа мирно и удобно. Вие ќе бидете комплетно спуштени во вашата енергија. Се гледаме во наредна порака. Поздрав!